Welcome to this press point, the joint press point with President Juncker, Prime Minister Zaev, and Commissioner Hahn, who is joining us. President Juncker has the floor first. Prime Minister, ladies and gentlemen, I'm very delighted to welcome the Prime Minister at this building, which is an ugly one, but nevertheless it's there, and I'm living here most of the time. And the Prime Minister can escape to these rooms as soon as possible. I wanted to say, because I would like the Prime Minister to express himself, that we are very happy with the work undertaken so far by the Prime Minister. It's the first time that we are meeting, but already now I can say that this is the beginning of a great friendship. And we would like to encourage the former Republic of Macedonia to pursue the road, the path they have engaged in. The progress is remarkable, the progress made during the last months. I would like to say how important we think are the relations with the immediate neighbors of Fyrom, Bulgaria, with a country with which you have signed an important treaty, Greece. There will be meetings in the course of this month. We are expecting that this reform process the Prime Minister was starting will continue. Secret Service reform, public administration reform, other reforms which are on their way. So I would like to say that we as a Commission, we are very committed to all the countries of the Western Balkans. All of them, they have a European perspective and will decide in the next coming 8-9 months how to proceed with each and every of these countries, because this is a merit-based process, and the merits of the Prime Minister and of his country are big ones. So, Prime Minister, please. Почитувам председателя на Европската комисија, господин Юнкер, почитувани представници на медиумите. Особено ми е драго што имам можност да се обратам после средбата со председателот на Европската комисија, господинот Юнкер. Разговорите поминаа навистина во пријателски срдечна атмосфера, за што сме исклучително благодарни. Ја искористивме оваа можност да изразиме поддршка за неговото визионерство во најавувањето на стратегијата на Европската Унија за проширување во 2018 година. Ова беше добра прилика и непосредно да го искажеме нашето очекување дека пакетот за проширување на Европската Унија го опфаќа и Република Македонија. Сметаме дека имаме доволно добри аргументи за овие наши очекувања. Го запознавме председателот Юнкер со тие аргументи, како и со напорите што ги прави новата влада која презеде власта под лабока политичка криза која траеше со години. Нашата влада усвои итен реформски план 369, сите одредници од планот досега успешно и интензивно ги исполнуваме. Веќе 5 месеци. Клучни области во кои вложуваме најмногу енергија се оние кои беа утврдени како приоритети во извештајот на високата експертска група на ПРИБЕ, поддржана од Европската комисија, а тоа е правосудството, реформа на разузнавачките служби, реформи во јавната администрација и засилување на независните регулаторни тела и медиумите. Во сите овие области направивме важни и крупни чекори за суштински промени. Нашата главна мотивација е градење силна доверба на граѓаните во институциите, отпочната е суштинска трансформација на судството, на јавната администрација и јавните услуги. Го забрзуваме и економскиот развој во Република Македонија. Пријателството кое што го изградивме овие неколку месеци навистина е нешто со кое што Македонија блеска, искрено верувајќи дека само преку градење на пријатели со соседите и со остатокот од светот ќе можеме Македонија да ја придвижиме кон нашите главни цели, а тоа е нашето полноправно членство во Европската Унија. Навистина денеска имавме прекрасна можност да му покажеме на председателот на Европската комисија Юнкер дека навистина и Република Македонија, како и останатите земји од Западен Балкан,
заслужуваат да добијат охрабрување, предвидено преку стратегијата за секоја поединечна земја, која што ќе испрати дополнителна мотивација и на граѓаните и на институциите да подобрат, да работат до нашето полноправно членство во Европската Унија. Благодарам.